Упатствата за лекување подготвени од Министерството за здравство не соодветствуваат со практичната работа. Ова е ставот на Сдруженијето на приватни лекари по објавувањето на протоколите за работа на лекарите. Утврдиле дека правилникот содржи препораки за употреба на лекови кои не постојат во државата. Верувајте ми, медицина базирана на докази или Кохран, ако го прочитате, нигде не пишува ампуларија во прв ред. Значи, имаме одредени лекови кои што, ете, таа вакцина, да речеме, која што е за проливи, не е регистрирана кај нас, ме разбират. Значи, има таму, ако имате некој, ако има воспален зглоб, да речеме, дека матичниот треба да направи интраартикуларна инекција, апликација и такви моменти. За да се надмине ваквиот проблем, приватните лекари сметаат дека е неопходна средба меѓу Сдруженијето и Министерството за здравство. Ние сакаме да почитуваме и протоколи, и членови, и закони и се, но ни фали значи, на највисоко ниво една средба во која што сето ова би го усогласиле и во кое што јас како лидер на тие 2000 матични очекуваат одговор од мене. Сакам искрено на маса да седнеме да дискутираме, да го амортизираме стравот кој што постои кај сите доктори во моментов, како понатаму да работиме, а да не сгрешиме, и како понатаму да работиме, да не се замериме со нашите пациенти. Министерството за здравство вчера ги објави протоколите за работа на лекарите. Тие предвидуваат еднаков третман за пациентите без разлика кај кој доктор се лекуваат. Така, за секоја болест, докторите ќе можат да препишуваат лекови само кои се предвидени со правилникот за работа.